Имано зборуваме за една несекојдневна изложба која ги поврзува уметноста, свеста и личниот развој. Нема да должиме многу за тоа што во студио имаме единствената Нада Молеровиќ која секој ни објасни и од она што претходно имавме можност да поразговараме дека се што со години всушност работите представено е во боја и во линија. Навистина е така. Добре ни дојдовте. Ќе успеам на почеток. Најдов. Навистина и вие вашата како иде взаимно од тоа, нели, еден пат на енергии кои што се разменуваат. Па тоа е, знаете како, тоа е мојот внатрешен свет. Ако јас цел живот зборувам сите ние и професионално и како наставник, како професор, како директор, како во сите можни улоги, нели мајка, баба и не знам што се. И минатата година точно има една година како интуитивно ми дојде некако да почнам да повлекувам линии, да правам форми, да вадам некакви детали и откривајќи го тој свет внатрешен, викам, чекајте видам каква е ова арт-терапија, што е всушност ова. И така открив дека всушност ова се вели neuroscience art, што значи дека ова на некој начин би требало да биде сликата како нашиот мозок работи. Бидејќи јас сум многу инспирирана од мозокот како орган, за кој што ние многу малку знаеме, дури ништо не знаеме. И буквално ги открив зошто јас на ваков начин сум решила да се изразам себе си во едни вакви обоени светови кои што навистина бараат и трпение, бараат внимание, бараат прецизност, моторика добра, меѓутоа ти имаш една граница, немаш граница, отворено ти можеш да правиш што сакаш и оно што е најважно, сам си со себе, со своите мисли, со своите емоции, со своите најубави сеќавања, јас мојот ум така сум го истренирала, секогаш во сите ситуации можни во животот, предизвици, како што сум растела, секогаш сум се трудела да ги меморирам и да правам фотографски секвенции на мојот ум. Внимавајте, тоа е многу добра техника. И си правите една таков еден филм на најубавите нешта што ви се случувале во животот, кога сте биле најсрекни, кога сте не се навраќаме на ситуации, беше вашето искуство, што се памти на крајот на краиштата, убавите работи преовладуваат и повеќе се сеќаваме на нив отколку на некои моменти кои што ни биле попредизвикувачки, можеби и не сме се чувствувале така добро. Што преовладува? Или траумите? Знаете што, точно така, Симона, ако сте свесни како мозокот работи, ако сте свесни дека мозокот е орган кој што всушност ни е биолошки нас така предодреден уште пред 200.000 години, да тој е само орган на преживување. Значи, тој во секојдневните ситуации, тој само гледа опасности. Ако некој нешто ви рече, нешто се почувствувате непријатно, вашиот мозок ви сигнализира опасност и вие веднаш се затварате и се браните. Доколку знаете, затоа што тој не е орган кој што ќе ви направи да бидете срекни. Тој не е орган кој што вас ќе ви прави да се бидете да се чувствувате. Само службено е тука. Само е тој служба. Значи, вие кога ќе решите нешто да промените и да правите, тој највеќе сака да работи на автопилот. Што значи тоа? Значи, стануваме исто наутро, со истата нога, одиме исто, правиме рутина, миеме заби, треба да одиме на работа, се гледаме на огледало, се возиме. Значи, целата онаа рутина секојдневна што ние ја правиме, тој е пресреќен затоа што вика, јас ќе штедам сега енергија, затоа што ако почнете длабоко да размислувате, ако почнете длабоко да се преиспитувате, ако почнете да размислувате и да решавате проблеми, енергијата многу се троши, затоа што како орган за преживување вела дека тој 20% од енергијата која што ни е потребна за да нашето тело функционира одлично, тој не сака да ја троши. И кога вие ќе сакате да направите некаква промена, тоа важи за сите наши мои пријатели кои што не слушаат, значи, ако сакаме било што нешто да промениме, тој не сака затоа што се плаши дека е ново и вика, немој, седи си, гледај си телевизија, уживај си, немој сега ти мене дополнително, ја треба нешто ново, да создавам некои нови патишта. И сака да каже буквално дека нашиот ум има таков капацитет, има таков потенцијал да ги откриеме сите таленти што постојат во едно човечко битие. И вика, ние со нашата несвесност, со нашата постојано помал отпор, нели она како викаме линија на помал отпор, комфорт зона, ние сме како еден Ламборџини кој што ви стои во гаража. И замислете, ако така го замислите мозокот дека ви е Ламборџини,
Така. А ние го чуваме во гаража. Тој што ќе прави? Ќе рџоса. Така и мозокот, ако не го употребуваме, тој на вистина, ако не го употребуваме во смисол да менуваме, да пронаоѓаме, да размислуваме, да не се подлегнуваме на стресови, затоа што тој тогаш на вистина, знаете како, тој е научен да се брани и тој во се гледа опасност. И сега јас, познавајќи го сето тоа, она што ме прашавте, Симона, за моите емоции, чувства и во смисол на фотографски. Што се памти повеќе? Јас малце морав да фатам еден бег, со уживање во служба. И тогаш, знаете, кога сето тоа јас го знаев, и сум го учела ни живот, затоа што сум видела резултати од позитивното размислување. Во смисол, не е само флоскула, позитивно размислување. Не, држиш се за среќните и убавите моменти. Она што ќе дојде како непријатно искуство, како некаков предизвик, секогаш ќе гледаме зашто добро ова ми се случи. И тие добри моменти јас си ги ставам како еден филм и мене ми е прекрасен филм за гледање и затоа се роди токму ова. Фактички ова е мојот внатрешен свет. Тоа е мозокот кој што јас му отварам нови патишта, не го ставам на автопилот, туку буквално го возам Ламборджинито. Сега, ние после овој разговор, верувајте, нема да бидеме исти. Дали така и се движат и линиите и боите? Го отсликуваат практично тој ваш израз, односно чувство внатрешно и како функционира вашиот мозок. Дали тие закосување, дали тие остри линии се тие промени кои вие ги доживувате во моментот и интензитетот на бојата е чувството и интензитетот на чувството. Драги, одлично го кажавте ова, токму тоа, вика кога ќе правиш, затоа што тоа иде, знаете како, вие правите со вака слободни линии. Како сакате ја пуштате раката да ви се движи, фактички на тој начин мозокот создава тие нови патишта. Значи не е на тој автопилот кај што му е на него лежерно и убаво, него ја му викам не, сега ќе правиме нови патишта, затоа што мозокот буквално нашите милиарда неврони се како сијалички. Така. И ние ако не ги запалиме тие сијалички, а ги запалуваме со оваа свесност, дека ние не можеме да живееме лежерно, не ме интересира, па годините, па сега со годините ќе чекаме ние да дојдеме физички да не снеме од планетава. Напротив, јас му викам, не, буди се, работи, еве ти нова задолжение, ајде сега со ова ќе играм, ајде со ова ќе играм и знаете, јас очекувам да имам здрава. Госпоѓа Наде, тоа е доказ за тоа што не само што сте се одлучила, можеби некој ова ќе го правил и ќе се одлучил да биде само хоби, вие правите вашата прва изложба. Така што еве, навистина не е многу кусово времето да заокружиме со тоа каде, кога, каде може кога граѓаните да купат билет или што е она што ќе следува периодов. Каков е пристапот? Бидејќи ова е задолжително после разговорот, верувајте дека ќе помогнете многу, апсолутно, ќе бидеме присутни. Ќе бидете така, значи ова е моја прва појавување, да кажам, во јавност на моите изработки. Јас нигдека не сум ги јавно објавувала, нити сум кажувала што работам. Бидејќи ова е момент на самотија и уживање само себе. Колку време се создавани всушност делава? Например, едно дело може да трае недела дена па и повеќе. Ама не можам да ви опишам како мојот мозок ме наградува заради сета таа моја трпелива, ми дава оние хормони на среќа ми ги дава. Јас сум среќна секој ден додека ги работам. А среќата фактички што значи здравје? Ако не му давам негативни слики, негативни емоции, јас му давам среќни и тој плива, мојот организам плива во радосни и убави течности, што значи ќе бидам долго време, нели, треба да бидам долго време здрав. Ова се случува во бифете в Талиџе, кај господинот Сашо Шутаровски, така да го поздравам него, Тања Контевска, која беа иницијатори да не сега ова мора подхитно да се види. Значи на 29 јуни во 20 часот бифете в Талиџе ќе имаме прекрасен настан, не само промоција и можност да се видат сите мои дела, се до сега да речеме 30 не јас ги одбрам, има повеќе, меѓутоа само 30 за сега. Мислам дека ќе биде интересно и мотивација, инспирација секој да проба и да истражи каде може да го вози Ламборџинито. Благодариме многу. Така и да се одјавиме, мислам дека нема повеќе потреба и од повеќе збор. Да додадеме. Апсолутно, реков, после разговорот, еве ние не сме и нема да бидеме исти. Ви благодариме и на енергијата и што активиравте дел од тие наши, можеби некои подзаспани неврони, иако се разбира. Сега на голем сервис Ламборџинито, па од понеделник за нова енергија. Токму така. Затоа што и ние, иако сме, нели, са помлади, меѓутоа сепак знаеме. Секој навијата знае да истражи, меѓутоа еве така да одјавиме, драги. Дека ако барем ќе се видиме во понеделник да видите дека имаме Наде разлика. Молеровиќ ги примиме денеска, сигурна сум дека петок плюс информација позитивна и ова што го слушнавме пред малку ќе допринесе да имаме една свежа и убава енергија, така се одјавуваме и ние.